Благодарам, председателе. Почитувана јавност, почитувани колеги, почитуван заменик министер. Јавноста треба да знае дека ова собрание сте ние станавме пратеници на 4. август и дека после 2 месеци и 10 дена реформски закони немаме видено, реформи во државата нема, подобрување на квалитетот на живот на граѓаните кои што не гласаа нема, ама задолжувања има и ова ќе биде прво од низата задолжувања на Република Македонија на меѓународен план. Она кое што сакам да го поставам како хипотеза на самиот старт е кој ова ќе го плати, односно кој овој долг ќе го врати. 69% од додадената вредност на општествениот производ го прават малите, малите и средни предпријатија во Република Македонија и тие представуваат 90% од вкупниот број на регистрирани фирми во државата. Со оглед на фактот дека гледам дека од мнозинството, исто како при изборот на колегата Талат Џафери за председател на собранието, збор никој не земате да образложите или да одбраните, единствениот кој што тоа го направи на прашање од јавноста, на новинар, беше премиерот на државата, господинот Заев, кој што ни кажа дека најголем дел од тие фирми, односно сите, ќе ги оставиме да пропаднат. Со оглед на фактот и тоа дека јавноста треба да знае дека најголем дел од порталите кои што се критички настроени кон власта, секој понеделник се пријавуваат на Facebook, да им се забрани да имаат соодветен рич, соодветна популарност, затоа што наводно ширеле лажни вести, за да знаеме зашто зборуваме, бидејќи вие не образлагате ништо, премиерот тоа ни го кажа и јас ќе го пуштам да го слушнеме сите. Не можеме? Јавно дека е. Не можете тоа да го правите. Зашто не може? Затоа што прво не знаете од кај ви е снимката. Снимката е јавно од телевизија. Оставете тоа јавно кој ќе излезете. Добро. Оставете тоа. Епа, председателе, можам, ама ќе јас мојата почит кон собранието, еве ќе ја парафразирам. Премиерот на државата ни кажа, вашиот председател, дека 69% од фирмите кои што ја прават додадената вредност во државата и 90% од фирмите ќе ги остави да пропаднат. Да пропаднат, бидејќи требало да вложиме ние од нашиот буџет во локомотивите. А кои се локомотивите? Локомотивите се оние олигарси кои што ги финансираат кампањите на СДС, ми го вршат подкупот и ова не е прв пат, бидејќи сите овие компании кои што нема да пропаднат, се компании кои што во 90-тите години го присвоија целиот општествен капитал и дека се истите тие фирми сега ги подпомагате, да не случајно им фали влакно од косата, а сите други треба да пропаднат, односно рајата ќе оставите да пропадне, ама олигарсите, како што вие ги викате локомотивите на економијата, мора не само да преживеат во време на криза, туку мора и да направат додадена вредност на своите фирми. Понатаму, зборуваме за задолжување. Мене ми е жал што ниту на комисијата го видов министерот за финансии, ниту денеска е тука, бидејќи јас и тој бевме во една влада во која што заедно гласавме за закон кој што беше доставен во ова собрание, дека Република Македонија не смее да се задолжи повеќе од 60% од бруто домашниот производ. Тоа беше време кога после европската должничка криза, по сугестии на канцеларот на Сојузна Република Германија, господјата Меркел, препорака до сите влади да не смеат да го зголемуваат долгот повеќе од 60%. Ние тој долг го зголемивме, мнозинството молчи, никој не го брани задолжувањето и граѓаните на крај треба да го платат тоа, при тоа фирмите ќе ги оставиме да пропаднат. И многу ме интересира некои партии од центарот во собранието како ќе реагираат на овие микро, мали и средни предпријатија кои што треба да ги оставиме да пропаднат. Врска со законот. Ќе почнам со додатокот, каде што велите оперативни трошоци, значи разумни трошоци настанати на сметка на спроведување на проектот, вклучувајќи меѓу другото канцелариски материјал, друг потрошен материјал,
трошоци за телефон, интернет, поддршка на информатички системи, за превод, банкарски провизии, комунални услуги, патни трошоци, транспорт, дневници и така натаму. Јас, почитувани, имам проблем со тоа што е разумно за владата, а што е разумно трошење за мене. Например, за владата е разумно да потроши 8,1 милиони евра за набавка на автомобили во време на криза. За мене тоа не е разумно. За владата е разумно да набави 30 владини пасати по редовна цена. За мене е разумно да има барем 30% попуст на тие пасати. За владата е разумно да потроши 920.000 евра само за цвекиња околу владата садење. За мене тоа не е разумно. За вас е разумно во време на криза милиони евра да давате за лубриканти. За мене не е разумно. За вас е разумно и го браните тоа ваши порадешни функционери во јавноста да дадете 270.000 евра за фризерски салон да обучава Еразмус Плюс. За мене не е разумно. За мене во криза е разумно да купите таблети, за вас е разумно да тренирате магариња. Така да, почитуван заверник министер, јас на вистина имам проблем што се тоа разумни трошоци, а тука треба да одобриме буџет, едноставно немам верба вашиот план и стратегија. Понатаму, распоред 1, викате вака: за јакнување на управување со медицинскиот отпад и со системите за отстранување на отпад во здравствените установи каде што се лекуваат пациенти од COVID-19. Ова, почитувана јавност, во превод значи дека ние треба да земеме кредит за да си го исчистиме ѓубрето од инфективна клиника. И за тоа треба ние да го одобриме. Имате градење на капацитетите за клиничка нега преку обезбедување на стручна поддршка. Ниту ставка, ниту што значи тоа, едноставно се е ставено на куп. Индикативно е следново: развивање на кампањи за комуникација, информирање и градење на свеста за да се обезбеди дека културно релевантни информации се доставуваат до граѓаните и така натаму. Треба да земеме кредит да развиеме свеста на граѓаните. Главната личност која што ви е за обука на медицинскиот персонал има слики, излегува во јавноста како се слика во ноќните клубови. Или за ова мислите на оној господин член на комисијата за заразни болести, кој што е сликан во мош на журка и сега ние треба да земеме кредит да го обучиме народот. Оние кои што треба да го едуцираат народот се по скопските и струмички клубови, а ние треба да го задолжиме народот за истите тие да го обучаваат како треба да прави. Вистината е дека буџетот ви е празен, вистината е дека се задолжувате за трансфери во Агенција за вработување, во ставката осигурување во случај на невработеност, бидејќи сите индикации, сите милиони евра кои што дека ги гледаме, одат таму. Здравството е ставено како козметика за да се прикрие МТСП. Еве го примерот. Вика вака: заемопримачот, државата, преку МТСП најдоцна во рок од 1 месец постапувањето на сила ќе усвои прирачник и начин и содржина прифатливи за банката. Значи, парите ќе ги троши МТСП, Министерство за труд и социјална политика. Труд и социјална политика ниту набавува реагенси, ниту набавува болнички кревети, ниту набавува респиратори. Социјалата значи пари, бидејќи буџетот е празен, бидејќи со ребалансот веќе нема каде да ставите пари во ставката осигурување во случај на невработеност. Тоа значи дека или моменталните бројки за невработеност ги лажирате, не се вистински, бидејќи ставате повеќе пари за невработени луѓе, или владата очекува огромна бројка на отпуштања во следниот период и затоа го полни оваа ставка. Имате во дел 3 општо 25 милиони евра за стоки, работи, неконсултантски услуги, консултантски услуги и оперативни трошоци. 25 милиони евра. За потоа доле да има придоне за здравствено осигурување 10,6 милиони евра. Како тоа, кои се тие консултантски услуги, за кои што ќе им платиме милиони евра за здравствено осигурување. Јасно е дека овој кредит е во март месец е зборувано за него. Во април месец тогашниот заменик министер приложен на опозицијата не го потпиша. Факт е дека ДИК даде дозвола вашата Нина Ангелеска да го потпише и истата зошто до сега не го потпиша
Треба ни одговорите, не треба да молчите, не треба само на реплики да се јавувате, бидејќи народот, само нешто на реченица, бидејќи народот, ова што јас го зборувам го прашува, а од вас очекува одговори, бидејќи вие сте тие кои што ја водите Република Македонија. Благодарам.